Господине Пишев, кога веќе се отчетувате пред граѓаните на Струмица, ред е да ја кажувате вистината и само вистината. Струмица знае, за да дадеш отчет, треба образ и влог зад себе, а особено кога си пратеник година и половина. Кај вас, господине Пишев, ништо. Ве прашуваме, после колку години ќе започнете со реконструкција на стариот пожарен театар или колку години ви треба за да го реконструирате? 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, а сега сме 2013 година. Дали уште ќе продолжите да се сликате или пак ќе чекате друга идеја на друг исто таков режисер како и претходниот? Сега е изборна кампања и сега треба да кажете. Како инаку очекувате струмичани да изберат дела? Пред нас и пред јавноста повторно стои дилема. На граѓаните им ветувате реконструкција на градскиот театар Антон Банов, и тоа на локација каде беше сместен стариот струмички театар. Рок за реализација 2013-2015. Имавте толков голем период, без никакви притисоци, и на раат да ја изработите изборната програма, ама пак сте ја сгрешили работата. Очигледна е раштиманата координација меѓу пишувачите на вашата програма и така наречениот отчет и почитуваната министерка за култура. Оти и таа ветуваше на струмичани дека реконструкцијата конечно започнала од лани. За жал, на Виделина се уште ја чекаме да започне. Дилемата се состои во следното. Кој кого лаже? Дали министерката на Гошев, Гошев на Пишев или Пишев на граѓаните? Ако на тоа ја додадеме и ветената поддршка од владата на Република Македонија, се раѓа уште една дилема. Колку е кадрен, колку и што може воопшто кандидатот за градоначалник од ДПМН да направи за Струмица, без поддршка од владата? Ви благодарам.